Благодарам, председателе. Почитувани, денес зборуваме за Предлог законот за финансиска стабилност. Со Предлог законот ќе се даде овластување на Народна банка на Република Македонија да спроведува макропрудентна политика и да презема макропрудентни мерки кон финансиските институции на кои им дала дозвола. Народната банка на Република Македонија ќе може да спроведува и подготвителни активности за решавање на банка со проблеми во работењето, започнување на постапка за решавање, како и примена на инструменти и овластување за решавање на банки. Со Предлог законот се предвидува формирање на Комитет за финансиска стабилност. Комитетот се формира како меѓуинституционално одговорно за следење на макропрудентната политика на Република Македонија и за координација на активностите при идентификација и следењето на системските ризици во одделни сегменти од финансискиот систем, при преземање на макропрудентни мерки и при подготовка и управување со финансиската криза. Целта на комитетот е да придонесе за постигнување и одржување на финансиска стабилност во земјата. Покрај формирањето на комитетот, основни решенија на законот се усвојување на макропрудентна стратегија, доделување мандат на Комитетот за финансиска стабилност, дава препораки и укажување заради спречување, намалување или отстранување на системски ризици и одржување на финансиска стабилност, како и за донесување на заклучоци за постојање и престанок на финансиска криза и доделување мандат на надлежните органи за преземање на макропрудентни во согласност со овој закон и со секторските закони. Донесувањето на законот за финансиска стабилност, со кој ќе се обезбеди и редовно состанување на Комитетот за финансиска стабилност, е еден од условите за добивање на втората транша на финансиски средства од Европската Унија согласно меморандумот за соработка склучен меѓу Република Македонија и Европската Унија, а заради добивање на макрофинансиска помош во контекст на кризата предизвикана од COVID-19. Во законот се потенцира дека Народна банка на Република Македонија ќе биде вклучена во процесите кои произлегуваат од овој закон. Се наметнува прашањето како ќе се спроведува и дали ќе се спроведува и почитува понатаму овој закон. Право за сомнеш во тоа имаме. Примери за тоа ни се пропаѓањето на Евростандард банка, однесувањето на претходната министерка, која и покрај тоа што ги познавала токму како се одвиваат работите во Евростандард банка, единствено што направила е да си ги повлече нејзините пари да не пропаднат, а при тоа никаква одговорност. Во комитетот ќе членуваат функционери кои досега ништо не направи, барем да ја дочекаме кризата поспремни. Зборуваме за финансиска стабилност на државата, а власта постојано не задолжува. До крајот на 2022 година со новите задолжувања јавниот долг ќе премине 8 милиарди евра. За потсетување на јавноста, покрај информацијата дека бараме 900 милиони евра од Меѓународниот монетарен фонд, да потсетиме дека пред еден месец од владата соопштија дека се планира и кредит од 100 милиони евра од ЕБОР за работата на СМ, фирма која што до доаѓањето на СДСМ и ДУИ беше најпрофитабилна и имаше дупло поголемо производство на струја во минатиото. Поранешниот подпредседател на Сојузот на Демократскиот сојуз на Македонија и советник на Заев и Ковачевски кажал дека е добро што се задолжуваме кај ММФ затоа што ќе се има поголема контрола врз трошењето на јавните пари. Исто така и изјавата, мораме да ја спомнеме, на премиерот Ковачевски дека владата ќе се откаже од непродуктивните трошења во висина од 100 милиони евра. Додека декември минатата година Ковачевски, како заменик министер за финансии, тврдеше дека нема ниту едно евро за непродуктивни трошења. Ова е речиси признавање за недомакинското трошење на парите на граѓаните и потврда на тврдењата на ВМРО-ДПМНЕ дека не знаете како да управувате со буџетот на државата и дека јавните финансии ви се слаба страна.
Ова власт има реализирано само 100 милиони евра во капитални проекти до 26. април оваа година, односно само 16%, наместо да има 30% во првата третина од годината, а листата на капитални проекти кои власта вети дека ќе ги реализира во 2022 година е огромна. Надвор сте од правилото дека капиталните расходи треба да бидат поголеми од буџетскиот дефицит. Ваквиот однос на власта кон капиталните инвестиции докажува дека оваа власт нема план, нема визија како Македонија да излезе од економската криза. Оваа влада потрошила за 3 години 2 милиарди евра повеќе отколку што се прибрани по основ на даноци. За само 3 години од оваа власт 2020-2022 година за овој период долгот ќе порасне за 2,4 милиарди евра, а за 10 години владење на ВМРО ДПМН долгот порасна за 2,8 милиарди евра. Нема од каде да се зголемат приходите во буџетот, продуктивноста опаѓа, младите се селат, а владата не ги реализира предвидените капитални инвестиции. Во првиот квартал од оваа година затворени се 3920 фирми, за цела ланска година 6995 фирми, што значи дека сега за само 3 месеци се згаснати компании колку што се згаснати за 7 месеци минатата година. Во трговијата се затвориле 1264 компании и тоа се секоја трета фирма или продавница или трговија на големо. На второ место се компании од преработувачката индустрија 467 фирми, објекти за сместување 442 фирми ставиле клуч на врата, градежни компании 315, а 287 компании згаснале што се занимавале со транспорт и складирање. Треба да се запре со расипничкото трошење на оваа влада, доделување на тендери на блиски луѓе на власта, коруптивни сделки кои не оставаат простор за капитални инвестиции. Инфлацијата расте, таа изнесува 10,5%, трошоците на живот се зголемуваат, тоа што минатиот месец можело да се купи со 18.000 денари, сега треба 19.006 денари, сите основни производи се покачени од 30 до 110%. Македонија има најмал раст на бруто домашниот производ, Македонија е најсиромашна земја во Европа, Македонија има една од највисоките стапки на инфлација и во Македонија над 35% од населението живее во ризик од сиромаштија. Во Македонија нема лекови за рак, се најавува дека ќе нема лекови и за ХИВ. Болните од ХИВ се под ризик да се прекине терапијата, а со тоа вирусот има ризик да стане пренослив. Првпат во последните дадени и ние ги поддржавме и ќе ги поддржуваме и сите идни мерки кои што ќе се преземаат за граѓаните и за стопанството. Во тој период клуч на врата ставија 13.000 фирми, што значи се дава нешто колку да се даде, не е тоа обмислено, не е направено целно, за да може да се помогне ради тоа што испомнав во излагањето колку фирми имаат затворено. А за минималната плата за покачувањето, колешке, па значи само се пратат трошоците на живот, ништо подобро не се живее, ништо повеќе не може да купат граѓани.